Сите 35 обвинети физички лица и представници на трите фирми за пожарот во кочанската дискотека Пулс се изјаснија дека не се чувствуваат виновни за кривичните дела што им се ставаат на товар. Речиси сите од нив, изјаснувајќи се за вината, истовремено упатија сочувство до семејствата на загинатите, а на повредените им посакаа што побрзо оздравување. Првообвинетиот Дејан Јованов, сопственикот на Пулс, на прашањето на судиката Дијана Груевска-Илиевска дали го разбира обвинението што му се става на товар, одговори дека знае зашто е обвинет, но не се чувствува виновен за кривичните дела што му се ставаат на товар. Второобвинетиот Митко Стојанов рече дека искрено жали за загинатите и за болката на родителите, и тој додаде дека не чувствува вина. Исто се изјаснија и третообвинетиот Михаил Јованов и четвртообвинетиот Гроздан Милковски. Тодор Јованов, брат на првообвинетиот Дејан, рече дека како родител на повредено дете во пожарот изразува сочувство за сите загинати, а на повредените им посака што побрзо да оздрават. И градежниот инспектор Николчо Коцев рече дека не се чувствува виновен, а кратко се изјасни и поранешниот градоначалник на Кочани Радко Димитровски. Вработените од Агенцијата за обезбедување Рубикон, која заедно со сопственикот Александар Нацев е дел од обвинетите, кои дозволиле да се внесе пиротехниката на бендот ДНК која го запале објектот, денеска се изјаснија дека не се чувствуваат за виновни и ја нагласија својата улога во спасувањето на преживеани во пожарот. Од обвиненија се оградија и повеќе локални државни службеници кои се дел од обвинението, меѓу кои поранешните министри Валјон Сарачини и Крешник Бектеши, како и поранешните градоначалници на Кочани Радко Димитровски, Николчо Илиев и Љупчо Папазов. Пожарот во дискотеката Пулс во Кочани се случи на 16 март годинава. Во него загинаа 63 млади луѓе, меѓу кои поголемиот дел од бендот на ДНК. Над 200 беа повредени. Повратот на средства од Мој ДДВ за третиот квартал не е прекинат ниту откажан, велат од Управата за јавни приходи. Оттаму посочуваат дека во процесот на исплата кај дел од спецификациите се појавил технички проблем, кој бара целосна преработка на истите. Доколку постои дури и само еден налог каде се појавува корисник со промена на банка или трансакцијска сметка, целата пратка системски се враќа и средствата не се исплаќаат кон сите корисници кои се во истиот налог, како и корисникот кој извршил промена. Овој предизвик е веќе идентификуван. Надлежните служби работат на негово надминување. Целта е да се обезбеди точна и правична исплата за сите граѓани, без исклучок. Исплатата за корисниците со валидни и потврдени податоци е во тек. За останатите ќе биде реализирана веднаш по завршувањето на техничката преработка, велат од УЈП. Оттаму апелираат до граѓаните, доколку вршат промена на банка или трансакцијска сметка, веднаш да направат ажурирање на податоците во системот. Американскиот председател Доналд Трамп го предупреди Израел да се воздржи од каква било интервенција во Сирија, која би можела да ја загрози трансформацијата на арапската земја во просперитетна држава. Изјавата следува по упадот на израелските вооружени сили во Јужна Сирија во петокот. Имено во петокот израелските сили упаднаа во село во Јужна Сирија, при што загинаа 13 лица, како што соопшти Дамаск. Израелската армија пак тврди дека нападнала исламистичка група. Сириското министерство за надворешни работи ја осуди операцијата како воено злосторство, посочувајќи дека станува збор за најсмртоносниот израелски упад по соборувањето од власт на председателот Башар ал-Асад. По падот на режимот на Асад во декември минатата година, кој беше симнат од исламистичка коалиција, Израел изврши стотици воздушни напади и изведе упади во Сирија. Трамп, кој на почетокот на минатиот месец топло го прими новиот сириски председател Ахмед ал-Шара во Белата куќа, нагласи дека Сирија ќе се приклучи на меѓународната коалиција против исламската држава. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху при посетата на израелските војници распоредени во тампон зоната минатиот месец посочи дека војното присуство таму е од огромно значење за израелска страна. Тој инсистира на демилитаризација на целата сириска територија јужно од Дамаск до демаркационата линија од 1974 година, воспоставена по арапско-израелската војна во 1973 година.
Локалните власти на Хонг Конг соопштија дека истрагата за смртоносниот пожар во кој загинаа најмалку 151 лица, а десетици се водат како исчезнати, покажува дека мрежата што ги покривала скелињата на зградите во реновирање не била во согласност со противпожарните стандарди. Антикорупцијската агенција уапси 11 лица, вклучително директори и инженерски консултант на градежната компанија. Пожарот кој избувна во средата минатата недела беше целосно изгаснат до петокот, почнал на долниот дел од мрежата околу една зграда во комплексот Ванг Фу Корт, за потоа брзо да се прошири во внатрешноста, бидејќи плочите се запалиле и ги скршиле прозорците. Ветрот овозможил пламенот да се пренесе од зграда на зграда, така што 7 од 8 стамбени кули биле зафатени од огнот. Првите тестови на мрежата покажале дека таа е во согласност со стандардите. Меѓутоа, последователно биле земени 20 примероци од различни катови. Било утврдено дека 7 од нив не ги исполнуваат безбедносните норми. Во комплексот живееле околу 4600 луѓе. Само една од 8-те 31 катна кула го избегнала пожарот. Локалните власти ја проценуваат безбедноста на преостанатите згради, вклучувајќи ја и онаа каде што почнал пожарот, која претрпе најголема штета. Владата на Хонг Конг обезбеди средства за обнова на домовите и долгорочна поддршка, додека преживеаните добија и парични субвенции за трошоци. Времето денеска претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи ќе има во западните и јужните делови. На повисоките планини врнежите ќе преминуваат во снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во Скопје е претежно облачно време со слаб јужен ветер. Според најавите од управата за хидрометролошки работи, од утре се очекува драстична промена на временската состојба. Ќе преовладува претежно облачно време со повремени локални врнежи од дожд. На повисоките планини врнежите ќе преминуваат во снежна покривка. Како и денеска во предпладневните часови и утре по одделни котлини ќе има појава на магла.